Не заборавите дека на YouTube и на sitel.com.mk може со кирилична подршка да искуцате Мое село и да излезат сите репортажи до сега, и имаме новитет. На Facebook имаме Facebook страна Мое село со кирилична или латинична подршка, и таму можете да оставите име, презиме, ваш телефонски број, да кажете за кое село давате предлог да биде снимено. Доколку вашиот предлог е коректен и како што треба, ја ветувам дека ќе дојдам, ќе го разгледаме, ќе го видиме селото и ќе сниме преубава репортаж. А сега ве поканувам да започнеме со откривање на селото Ореше, и тоа го започнуваме веднаш. Гоце, ајде ти со мене, немој тука сега да ми... Ајде. Пошто ти ме донесо тука, ти да го тераш патот сега каде да идем. Бидејќи вие сте стар орешенец и цел живот сте живееле тука, ги знаете сите работи кои што мене ме интересираат, и сите гледачи на сите телевизија, што е тоа што е поврзано со село Ореше, за да можеме авантурата да им ја презентираме, односно ова репортажа да ја комплетираме. Прво што ме интересира е колку жители во моментот број селото? Во моментот се 90 жители што живеат конечно тука, без не се рачунаме ние што сме дојдени, а има 30 куќи. Дали има река и која е, и дали има една, две, колку реки има што праќат на селото? Во селото 2 реки има, под црквата се мешаат. Тие реки станува една. Надолу, во Бабуна се меша. Притоки се на Бабуна? Притоци на Бабуна се. Така, кои 2 реки се? Поповска река и Џаковица, таа река према манастирот. По фамилијата ваш има добиено реката името? Па сигурно не знам како да ви кажам точно, ама Поповска река чим се вика? Наша е. Наша е. Колку мали има во селото? Колку мала? Да. Па Куруновско, Јанковско мало, Китановско мало, Џиковско мало, Миленковско мало. Доколку кажеме дека правиме муабет за некои попознати фамилии или фамилии кои што вреди да се споменат во ова репортажа, со што би им оддале почит за нивниот труд и сето тоа што ги имаат сработено во интерес на село Ореше, дали тоа значи дека се овие фамилии по кои што се крстени малите, или има уште некој што е заслужен? Да го спомене. По фамилии големи така заслугани, нешто секако биле по видни лица едно друго, и така се... И по нив се крстени и малите? Да, и малите се крстени. Да. Во падините на која планина се наоѓаме? Ние се наоѓаме Куртовица, под Даутица. Таа планина се... Ова тука што ја гледаме? Да, вамо, малце таа. Малку позаскриена позади куќата. Да, таа е А Куртовица. ова? Тоа е истото. Ова се вика ковално челото на село. Вамо се вика позади ова ливадица, ќафето, орешка чука што викаат тие, например, за во книга што постои за партизаните, орешка чука се вика. Од таа страна више придува гостирани строја. Со тоа што тука се гледа и Солунска глава ви е многу близко. Па се гледа, кога е чисто времето, се гледа, денеска не може ништо да видим. До сега се гледаше, сега замина. Да. Кажете ми на која надморска висина се наоѓа селото? Село се наоѓа на 700 метри надморска висина. Така. Ако после ова репортажа некој рече, па чекај, село Ореше изгледа многу убаво, има многу убава природа, вегетација, интересно е, селаните се гостопримливи, би сакале да дојдеме. Како се стасува до селото? Прво, колку е далечено од градот Велес и како... Од Велес е 50 километра далечено. Селото, да, 50 километра. Асфалт има, асфалто не чинираме, сега супер го направи, видовте. Делови се направени, делови не. Меѓутоа, ако некој стаса до Велес и рече сега сакам да дојдам, има ли доволно ознаки по патот за да може без проблем да се... Има. За Чашка има ознака, за Извор има, за Боговна Намам има, значи нема проблем. За Момирово таму има каде за Нежилово, го барате за Нежилово. За манастир има ознака, манастирот е изграден многу работа, има 12 паратмани, средени сето, така.
И Ќе отидеме да посеќа, го видиме манастирот. ќе појдеме ја. Кој име го носи на кој свете? Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија. А селската црква? Селска црква Богоровица. И колку цркви има во селото? Па 3 со црквата на Со манастир? на гробишта. На гробишта има Света Петка, Богоровица и горе манастирот Свети Ѓорѓија таму. За да може да дојдеме до село Ореше, мора да се помине низ Богомила. Низ Богомила. И кај Нежилово, тука наместо за Нежилово се врти за Папрадиште, односно за Ореше. Од Велес, значи се оди низ Оморани, Теово низ село Согле, Богомила и после за Нежилово десно, Ореше лево. Так, так, Од таа раскрсница после па десно скренува за Попрадишта селото. так. А инаку право за Нахе Ореш. Право за Ореше. И од таа раскрсница до селото Ореше колку има? Околу 1 километар. 3,5 километра од Нежилово раскрсницата. Мене ми испадна како километар. Значи сите вие кои што се дошле до Богомила после репортажата се дошле до Богомила, значи продолжувате низ Богомила, накај Нежилово и ќе дојдете до прекрасно убаво место. Кажете ми, село Ореше со кои села се граничи? Па се граничи по Прадишта, например, Нежилово, Богомила, тие сме толку. Селото е од збиен тип, од растурен тип? Растурен има количина убава прегледност, има и према реките, двете тамо средината. Тој Орешко, кога дошол, бачило имало одмah на црквата горе, што тоа ќе се види. И кога дошле тие, после не дам историјата како е дојдена, кога тој се населил и после двајца викнал другари. Едниот бил Китан, другиот Мио. И подели тие таа десна страна Мио за тој ќеата од таа страна, Китан од оваа страна од реката, средината имал тој Орешко. И сакале да му се заблагодарит и колку пари да му дала што и примил. Тој рекол не сега ништо, чим не сега ништо, ќе викаме селото Орешко бил тој Ореше, така е поставено. Так. Ја имам прашање, бидејќи вие како повозрасен жител на село Ореше, сигурно се сеќавате на деновите кога сте биле помлад, па се работело нива, се работело земјоделие. Да, Што е тоа што од земјоделски култури порано се одгледувало, што е тоа што сега го одгледуваат селаните? Кај нас царевка, например, кромпири и ршта повеќе се сееше тогаш. Сега нема ништо, не се сее, не се работи. Вака дворчиња го нема. И местото е пасивно за земјоделие, не може тука да биде. Ние од време горбечи, занечи, сточари, тираџи, за времето 70 години ја бев тираџи, имаше 200 маски, се тераше дрва, шумското бејака. Сега се 6, по 6 коња има 36 и толку е. Иначе 200, преку 200 нагоре имаше добици која работевме. А бидејќи е ридско-планинско селото, дали тоа значи дека стојчарството било порано многу поразвиено? Дали сега некој чува стока, крупен добиток, ситен добиток и во кој обем? Понапред беше развиено, 5 бачила имаше, ја уште као дете, имаше 5000 овци. Сега има 2000 овци орешки, ама се преселени, оморани тие луѓе што живеат. Сега имаме нов ќеа, Васко, има 150 овчиња. Овие 2000 се доле во Оморани? Во Оморани се тие, ама орешани се. Преку летото идат на планината наша Куртовица. Значи тука ги... Преку летото идат тука, да, преку летото. Зимно... Им наплаќате кирија? Пошто доаѓаат на? Шумарското тамо, интересна заедница, ги бракатирал. И кажете ми колку има ли крупен добиток што се чувал тука? Има 60 крави може да се чува. Двајца браќа, едно 40, други од 20 и околу 3-40 коња. А кози? Кози, мала работа, имаше до сега, дали има 10 кози во село, толку се продадат. Ја кога доаѓав намо ми кажа дека Ореше било препознатливо затоа што како земјоделска култура компирот бил многу добар и дека расте тука на 700-800 метри надморска висина, бил фантастичен. Многу е добар. Тоа има ли вистина во тоа? Има. Ама не секако Орешане за ми кажувате, да ми кажувате неутрално така. Да. Јас сум овдека 32 години живеам, после сум во Велес преселен, во Теово живеам како дете. И сега мусака убава е со орешкиот компир? Па секако. Полскиот кромпир треба да биде 10 пати ваден, ќе биде како варник мека, овдека кромпир нема што да правиш муабет.
И добре, сега ќе дојдат после ова репортажа. Стварно некој може ќе рече ќе дојдам Па нека село, дојдат. село Ореше и ја викам да дојдат слободно, да дојдат затоа што е прекрасно Кај мене место. во секое време куќата отворена, бурум нека. Меѓутоа мене ме интересира друга работа. Има ли некој во селото кај што може да дојдат и да речат ајде да видиме 2000 да земеме од тој орешкиот компир, да купиме да видиме каков е. Дали стварно толку е добар како што го фалат? Има есенска работа. Сега послабо може да се најде и ако е некој запрашен ова компир, може некој едно кило две. Запрашен. Да. Што го запрашуват? Па има прашко и тие за да не рати. Аз и стои исто како што И се може да се јаде, нема проблем. по 30 дена, 35 може да се јаде. Кој ќе се запраша? Да. Так. И со која количина на компир порано се располагало во селото, со која сега? Па сега од интерес колку за него секој така Секој индивидуално. садам компир, граф, кроми, така лук, бавча и фоличка. И така разонода оде си, си уживам одека, пензионер сум. И сакав да проживеам, иначе су како мајстор работев, сега прекинав неќам да работам што доста. Прво за мијаците, пошто вие сте мијаци, сте дојдени во овој дел од Македонија, од каде сте дојдени, зашто мијаците тука, зашто таа мијачка жичка ја носите, зашто нели знаеме Смилево се мијаците и ги има на уште едно место, на Охрид, не, ги нема на Охрид. Ова на Дебар? се населени од Гари, од Дебар, од Гари се населени тука. И мијаци и традицијата си стои и не ја попуштаме ни традицијата никако. Мијачкиот дел. После рано понапред се правеа свадби, особито за Богровица, голема, по 3, по 4 свадби и тоа сето. Беше народ доста со ношна мијачка и послабо се мажеа девојчињата заради рувото, надолу не оде, а сега више се пуши и Рамазанот. Сега и нема руво, не рува. Нема и ништо, сега ептено стари така станало некоја да се промени девојчиња друго. Так. И отпаѓа, ама па, традицијата си оди. Така, и целото село е чисто мијачко. Цело, нема друго население. Има некоја причина зашто сте доселени од Дебар или од Смилево? Па што, ако што има разбрано некој тој Орешко што бил, напред некоја бела во Гари тамо и се избегал овај дел ти напред преко рити и не те задева никој. Нема да поверуваш, истиот муабет, значи. Пред малку го правев кога се разговарахме. Значи, вообичаено тоа е причината поради која се преселували, се движени из Македонија. За крај, што е тоа што е препознатливо, што е интересно, што може да се каже со еден збор, тоа е обележие или едноставно одлика на село Ореше. Дали земјоделска култура, дали начин на живење, дали како културолошка одлика, нешто што кој ќе кажеш или ќе го споменеш, а село Ореше ќе кажат. Првата фабрика вика дека во Ореше е направена што била за вагани и склопци правен. Вагани, што се вагани? Ваган за пиперки толчење со тоа на ние. Толчници, тие Да, домените. толчен, да, и ваган како тање голем. Так. До брго скоро имаше што се работеше, сега више Сакате да ми кажете дека тука биле првите столари, првата Да, фабрика за столари, столарија во Македонија. кревети правеле дрводелци. Дрводелци, опасни дрводелци. Чичко Иван, ти благодарам. Ми беше мило, кеф и задоволство. Се надам дека Да дојдете се сетите, Ореше да посетите. без разлика што е волку далеку и што е на крај Ама сосем ова е подалеку да појдеш да се прошла за веле си. да си изнадише воздух, да се види убавина природа. Сега кога ќе испаднете на Манаци ќе видите што е рај и што има селото Ореше направено све со сопствени пари, со работа, со помош. Значи тоа е прикажано и тоа е неверојатно, многу убаво. Народ чува, бело менде порочува. Народ чува, бело менде порочува. Како зној. Моментално се наоѓаме во дворот на црквата Пресвета Мајка Богородица во село Ореше и тоа е селска црква, централно позиционирана, близу сред село, на 10 метри од сред село и тука се слави селската слава. Малку повеќе ќе ни каже околу селската слава, обичаите и јадетите, тетка Петровска Олга, која што работи како домаќин во црквата. Здраво, живо.
Како сте татко Олга, добри ли сте? Добри сме, добри. Како ги прашувам сите последниот период каде идам сите селени ги прашувам како е животот кај вас по село? Добар е животот. Добар, само што малце поскупно, не е како град. Да. А едно битно е само лекар што немат кај. Друго добро. Да. Продавница имаме, школото работи, све тоа добро. Ви работите како домаќин во црквата Мајка Богородица. Да. Кажете ми која е селска слава на село Тоа е Ореше? Богородица. Богородица. А исто мене и куќна слава ми. Кога се слави Богородица? Голема Богородица, мала? 8 август. На 28 голема Богородица. Голема Богородица. Кога се слави голема Богородица, селаните на кој начин го празнуваат празникот, празнуваат славата? Значи, од сабајле доаѓа по обсечита литургија, после тоа се дава ручек, се дава вечера. Како? Има панаѓур, нема панаѓур? Исто вечера даваме, па ручек, па вечера, 3 пати. Другата ден па ние како патерица, исто празнуваме пак. Од сабајле селаните доаѓаат на литургија? Да, од сабајле до вечер. Поп доаѓа? Доаѓа, да, доаѓа. Па лепчиња што и прекраваме, црква и прекраваме лепчињата, а не иде по куќа. Да не го викаме. И кажете ми, тоа е селска слава и сите селани ја слава? Други слави се Свети Никола пред. Не, ама селската слава сите селани ја слава. Ти ако дојде некој од друго село, имате ли гости од друго село? Сите селска слава слави сите, цела куќа, цел народ. Цел народ, цело село. Уште иде тоа дола многу гостини. Ви доаѓаат од Прадиште, од Согле? Иде од секаде по селот Богомила, Скопје, од Чашко, сите пријатели, другари. Така иде, да. Кажете ми, дали имате информација од кога е изградена црквата? Изградена ова е 68 година, старата темелите не ги знам од кога се. Таа после 68 година. 1968 година, како што пишува Тоа таму? су јавен се на кој изградена тука, еве 59 година. Изградена на темели од стара црква. Старата куќа е на темелот, старата, ама не знам, можда има некои документи, книги, ама кој се поразгледа. Колку цркви има во атарот на село Ореше? Па 3. 3. Овде се 2 и Свети Ѓорѓе 3. Света Свети Ѓорѓе е манастирот горе. Да. Свети Ѓорѓе манастирот, Света Петка црква, имаме друга, обиштата што е оваа црква. Колку е стара црквата Света Петка? Света Петка е стара и не знам баш колку години. Не сум сигурна. Ама е стара црква стара. Стара е таа, исто се гледа тоа дојка. Так. Мене само ме интересира за крај, што е тоа што вообичаено кога е селска слава може да се види на трпеза. Дали кога ќе ги пречекува кога ви доаѓаат гости на селска слава, ги пречекувате во домовите или во трпезата што е црквената? Дома ги пречекувам. Дома. Што вообичаено има на трпеза што може да се види? Само кој е постно навечер, постно ние, оливче, риба, да, граф. Тавче, графче, дента, печено месо, манчечка, со месо, све. А зошто 3 пати давате? 3 пати кај нас тако станало. Вечера? Ручек вечера? Вечера. Па дента на плане и вечерта. Добро, 3 пати, а ни дека така го нема ниде, само кај нас. Тако стана старо и така се си тераме. Само да сме здрави. Кога ти посакувам долг, здрав и берекетен живот, да ми го поздравиш домаќинот затоа што не беше во можност да дојде. Не беше во можност да дојде затоа што не бил добар со здраве, да подоздрави да биде добар. Фала многу и да се здрав и жив, па да се видиме. Да се видиме па кога ќе биде селска слава, ако има можност ќе поминеме, да дојдеме да ве зиднеме. Народ чува, бело менде порочува. Народ чува, бело менде порочува. Како зноеш, аджи Павле да си доеш. Како зноеш, аджи Павле да си доеш. Во однос на официјалните историски податоци кои што ги имаме издадени во овој период, станува збор за населување на селото Ореше уште за време на втората половина на 15-тиот век и почетокот на 16-тиот век. Ѓурѓовден е главната слава на овој манастир, кој што е најголем собир.
не само од Ореше и околните села и сите наши селеници тука се собрани на тој ден секогаш. Како што е сега редот, ја бите замолил да ставиме по едно парче од комадот да пробаме, затоа што јас сакам да пробам мијачки комад во Велешко. Одма сега. Ајде. На висок камен кога стигнува, од поглед срце мое стигнува, поврела дланка таткова, свиено село мое Ореше. Ореше село мое убаво, ти изроди чеда силни. Здраво, Андреја. Здраво. Кажи ми, еве, ја признавам дека не сум права за поголеми да работите кој ќе влезам во некое село или кој ќе почнеме да правиме репортажа за некое село и затоа како мои соговорници се луѓе кои што имаат информации и ги знаат работите. Можеш ли прво да ми кажеш пред да започнеме со оној дел што е поврзан со историјата на селото и кога е било формирано, кои се планините точно кои што не обкружуваат? Која е планината каде што се наоѓа од подножјето селото Ореше? Значи, селото Ореше станува збор за мијачко село во Велешкиот регион, заедно со соседното село Папрадиште. Имено селото Ореше се наоѓа на 850 метри надморска височина. Сместено е во подножјето на планината Даутица и е заобиколено со повеќе помали ридско-планински места, кои што во селото носат карактеристични називи и имиња, што се однесува до нивната топонимија. Именно доколку направиме еден поглед натаму, планините, ќе имаме дознаење дека пред нас се наоѓа така нареченото место Ќафе, кое што најверојатно името го добило назад низ генерациите. Се пиело тука кафе, па од кафе ќафе Не знам, така. Понатаму и локум сядало. Од другата страна наспроти нас станува збор за така нареченото место Сланик, од каде што најблиску може да се премине кон соседното село Папрадиште. Кога станува збор за соседната страна, ќе се качиме нагоре на кај манастирот и натаму во подножјето на манастирот станува збор за така нареченото место Манастиришта, значи локални топонимија на имиња кои што најверојатно биле дадени од страна на локалното население. Да. Која била процедурата или кој бил пристапот или едноставно како го добило историски според одредени легенди или предања селото Ореше името? Конкретно станува збор за легенда која што потекнува некаде од 15-тиот век најверојатно, именно за еден номад сточар по име Дедо Орешко од неговото матично поднебје од Западна Македонија, од мијачките села, станува збор за селото Тресонче. Во овој период по најверојатно во обид да пронајде ново пространство за своето стадо и нови пасишта, доаѓа на овој простор и го населува селото. Подоцна мијачките родови кои што ќе се преселат тука и ќе го продолжат мијачкиот начин на живот, во чест на Дедо Орешко ќе го дадат името на селото Ореше. Понатаму што се однесува околу поновата историја на селото, исто така, повторно легендарните предања ни даваат едни податоци дека веќе во средината на 17-тиот век повторно од Западна Македонија како резултат на исламизацијата која што се вршела, голем број на мијачки родови ќе се преселат повторно, имаме едно доселување на мијаците во овој крај и ќе продолжат со нивниот начин на живот кој што си го имале на своите матични простори. Што се однесува на поновата историја на селото,
селото после завршувањето на Првата светска војна, од многобројни направени теренски истражувања, од службени пописи од страна на Државниот завод за статистика, направени во 1948 и 1953 јасно ни е дадено до знаење дека селото низ текот на годините, односно неговото население, постојано се обидувале да го унапредат животот и да го доведат, постојано да го одржуваат на едно високо ниво. Конкретно почнувајќи од 1921 година, селото Ореше бројало 98 домаќинства, иако во овој период населението имало тешки услови за живот. Имено после завршувањето на Првата светска војна, целиот овој регион бил под воени действија. Следувале години на тешки кризи, на развиени болести, па освен немале некаква позначајна функција со која што понатаму би можеле да се занимаваат. Најизразено во овој период после Првата светска војна ќе биде ползувањето на шумите како единствени природни ресурси на ова поднебје. Преку обработката на најразлични дрвени производи успевале голем дел од фамилиите во овој период да се прехрануваат. Исто така, животот во селото значајно ќе се подобри во 1935 година со пуштањето на железничката линија Скопје-Битола, каде што населението од селото ќе ги подобри своите комуникации со останатите поголеми градски центри. Многу битно и можеби најзначајно е во овој период ќе се развие и после Втората светска војна, ќе се развие печалбарството, кое што најверојатно останало во наследство од дебарските предци. Имено селото Ореше и соседното мијачко село Папрадиште во Велешкиот регион во овој период ќе ја дадат најголемата емиграција. Целото машко население, навикнато на тешка физичка работа, ќе почнат да заминуваат во соседните земји, меѓутоа и подалеку, и да ги покажат своите градителски способности. Во овој период во Бугарија исто така ќе функционира едно Орешко-Папрадишко мијачко благотворително братство, и преку кое што најверојатно успевале голем дел од иселениците да бидат во постојан контакт меѓу себе. Мене тука ми се наметна прашање, бидејќи ми имаме мијачки села и Дебар, имаме и Смилево, односно Смилево е мијачко село, значи има и во Демир Хисарскиот и во Дебарскиот регион. Дали, затоа што ја отидов в Смилево, луѓето ми кажа, мајсторите тие што се познати зидари, градители, дека имале свој таен јазик. Дали си запознаена со тоа? Значи, станува збор за мијачкиот дијалект, по кој што е карактеристично и населението во селото Ореше. Мајсторски јазик, мене ми го кажа. Мајсторски јазик, најверојатно имале некаков таен мајсторски јазик по кој што тие се препознавале во однос на изработувањето на зоографските, копаничарските дела, кои што ги работеле и останатите за нечески. За да не може да им ги украдат финтите во градењето, или оние што ги викаме ние као финиш, оние убавите работи на крајот, кога треба да се направи или да се изгради нештото, за да не им бидат украдени, они едноставно зимали, го измислиле тој јазик кој што е мешавина од 11 јазици, како што мене тогаш ми објасне. Има ли нешто во историјата што е поврзано со мијаците од овој крај, што се поистоветува со тоа? Што значи да се биде мијак? Што кажува етносот, како го доживувате вие? Еве, како мијак, генерацијски, значи, женско е мијачка? Мијачка. Добро, не кажам ништо, нема да коментирам. Добро, и како е чувството да се биде мијак? Па гордоста да се биде мијак останала, со самото тоа е потребата да се изучува, да се проучува минатото, историјата, да се зачува традицијата, обичаите, вредностите кои што можеби најмногу произлегуваат и од самиот етнос мијак, односно ние сме јаки, остри, бистроумни луѓе, или пак силата на мијаците е пред се во нивната упорност, во нивниот памет, во создавањето и градењето на своите и чувањето на своите грандиозни дела. Јас како некој човек кој што потекнува токму од селото Ореше, кој што дел од својот живот го поминал тука, многу често се обидувам да ја пронајдам хармонијата меѓу човекот и природата, да го усогласам мирот во кој што ни го нуди селото како едно планинско подрачје, и многу често знам низ насмевка да кажам Ореше е мојата последна реликвија. Значи, вредностите пред се на мијаците успеале на некој начин постојано да ги следат низ нивниот живот, да ги чуваат, да ги надоградуваат и да не дозволат истите да исчезнат.
Што е со револуционерното? Колку сме револуционерни, борбени, држиме до своето? Револуционерни сме, борбени сме, држиме до своето, на секој начин се обидуваме да си го зачуваме она што е наше, што останало во аманет од страна на нашите предци. Постојано се обидуваме на секој начин да го промовираме селото Ореше, да биде што почесто застапено во медиумската јавност и со тоа да покажеме дека сме вистински горди мијаци во Велешко. Не, може само да ти заблагодарам што ми помогна преку историјата и сите оние убави работи кои што ги содржи традицијата, етносот и едноставно што останало од постарите како аманет да ни го пренесе, поготово вака млада личност, дипломиран професор по историја, историчар и едноставно сето тоа да го има како податок кој што понатаму ќе остане сите оние кои што ќе ја пратат следат оваа репортажа за да научат нешто, да дознаат нешто повеќе, а да остане и во аманет за сите оние генерации кои што тука ќе пораснат. Ти благодарам. Благодарам и јас на вас што присуствувавте и што ни дадовте можност да се представиме во вистинско светло. Манастир Свети Ѓорѓија, Обука горе планина, Ѓурѓов ден по велик ден, Собире горе не виден. Колку време постои манастирскиот комплекс, кои се работи кои што се интересни се споменат, кој е светецот кој што е заштитник на манастирскиот комплекс и се останат. Прво здраво, живо и како се? Добре дојавте. Значи, манастирот датира од почетоци на 1900 година, посветен на Свети Ѓорѓија. И потоа со годините значи се обновувал. Тука имаме, како што дознав, стара црква, нова црква. Кога е изградена старата црква, кога е изграден и манастирскиот комплекс или е подоцна, дали имате некаква информација? Значи, почетоците датираат од 1900 година. А новата црква? А новата црква 1980-81 година. Тоа е со донации од местното население, со работна рака и Во моментот местото кај што се наоѓаме е како мало плоштадче. За што служи? Кога ќе се слави Свети Ѓорѓе, прво кога се слави? Како се слави? Што прават мештаните кога доаѓаат? Дали само има од село Ореше, од други места? И што е тоа што тука се случува? Значи, Ѓурѓовден е главната слава на овој манастир, кај што е најголем собир. Не само од Ореше и околните села и сите наши селеници тука се собрани на тој ден секогаш. Значи, минимумот е можда 500-600 гости. Потоа Свети Ѓорѓија, тоа е зимниот 9 декември исто се слави. И тука на ова место е значи главниот собир. Тука има секогаш има музика. Секогаш има се случува ли панаѓур, се случуваат ли работи од типот да има нешто како што е автентично или препознатливо кога има селски слави, како што порано се славеле? Значи, на секоја слава, еве, например, на Ѓурѓовден најголемата слава, тука има панаѓур, има лицитација. Значи, сите дарови што се носат до црквата, тука на ова место се лицитираат. Значи, тоа е интересно доживување. Да, кум не се избира, меѓутоа по наша традиција тука само се пријавуваат доброволно и така по двајца, тоест по тројца се најавуваат кумови. Во позадина ги гледаме конаците во манастирскиот комплекс кои што изгледаат тазе, свежо, како да се сега скоро завршени. Може ли да ми кажете дали е тоа така, кога се започнати, кога се завршени и дали се пуштени во употреба? Конаците се конечно пуштени целосно во употреба, а иначе почетокот, значи камен темелникот на овој конак е октомври 2009. Значи, малку потешко одеше, со донации, со помош од населението, од фирми и донатори. Едниот спрат ни функционираше неколку 3-4 години и сега пред неколку дена во употреба, значи комплетно целиот конак и вториот спрат. Има посебно име конакот или го носи името како што го носи манастирскиот комплекс? Нема посебно име, значи како што го носи манастирот, конакот на Свети Ѓорѓија. На која надморска висина се наоѓа? Се наоѓа на надморска висина од 1100 метра. Така. Конаците што се пуштени, со колку соби располагате?
Моментално располагаме со 12 соби. Така, доколку некој дојде, да речем, и во манастирскиот комплекс се пријави дека треба да дојде за здравје да преседи тука, дали има некаква цена што се наплаќа ако доаѓаат луѓето за здравје, ако доаѓаат како чисто како посетители, како странци, се наплаќа нешто, не се наплаќа ништо, затоа што после оваа репортажа луѓето ќе сакаат може да бидат информирани, ќе сакаат може не знаат никого доле во село Ореше, а кај манастирскиот комплекс има можност да преноќат. Така, значи во новиот конак се наплаќа, собите се со по 4 легла, се наплаќа моментално со по 600 денари од соба. Има такви посетители кои што сакаат за здравје да си преспиат. Обично тоа го прават во стариот дел, старите конеци, тоа се овие, каде што тука не им наплаќаме. Горан, можам само да се заблагодарам што ни помогна да знаеме неколку информации повеќе, односно јас и сите гледачи на Сител телевизија да знаеме неколку информации повеќе околу манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓе. Јас искрено ти посакувам, а верувам и сите гледачи во моментот што не гледат да што уште многу години си го славите Свети Ѓорѓе, што побав и што поголем да ви бидне манастирскиот комплекс и едноставно Господ да ве дарува со еден куп убави работи и што побрини да бидете на собите. Благодарам на поканата и повелете и да не бидете гости во секој момент. Бистрана река студена, долини што се протега, орешки маки страдања. Само малку за информација да информирам, ова преубава мириса. Не можам да го доловам тој момент, меѓутоа не се опишува со зборови. Треба да дојдете и во село Ореше да доживеете еден комат. Здраво животот, Кадрагица. Здраво. Како си ми, добра ли си? Добра се, супер. Така треба. Мене ме интересира вообичаено на селска слава, која се слави Света Богородица, Голема Богородица 28 август. Што е тоа што вообичаено може да се види на трпеза? Од се и се што кој како може да придонесет. Така. Ако е мрсно, ќе се испечат. Кобасички, диво прасе. Се. За диво не знам. А за друго се може да си прибере. Да се... Може да имате вие мало прасе, мирно такво, и ќе го фатите малце, и ќе се здиви, и после ќе биде диво. Така. А ако е посна? Ако е посна, гравче, сармичка, Посна со риба, со риба и тоа. зелка салата. Делка се. Мене ме интересира се ова пред нас што го имаме. Значи имаме неколку работи. Имаме пециво, имаме зелник или сукано во тавче, како го викате вие тука? Комат го викаме. Комат, пошто вие мјаците си имате посебни називи за. Мајте работа. И имаме прво благо. Прво ја би ве прашал сега за комадот. Кажете ми на кој начин го подготувате? Со колку кори, колку брашно, зејтин, без зејтин, со вода, како е со јајце? Веќе си тураш, например, сирење внатре. Еве за овој комад да го направиме, кажете го рецептот, затоа што домаќинките што ќе гледаат, ќе сакам и ја мијачки комад. Да, прво со прво, например, водичка ќе сгреш, квасец, брашно ќе ставиш и брашното ќе го замесиш со водичката. И тоа, после ќе поскисне тестово и сукај. Го оставате еднаш да искисне и сукате или два пати? Еднаш првиот пат, после си стасуваат самиот зелник во тавата. Добро. И колку кори ставате одоздолу? Се на се 8 се кори. Ставате 3-4 одоздолу Ставаме зелјето, па после пак уште 3 кори и после поклопница. по клопката. Ето како знаеш. Аме у Смилево бевме научија сега што да ги поздравам смилевчани. И добро, тоа е за комадот. Кажете ми сега за пецивото. Пецивото. И исто така го замесуваме и него и го тегнеме кора. Тегната, не го сукаме, ја тегнеме, да. Да, а не сукано со сукало, тегнато на чаршав. Со зејтин или мавче. Зејтин, што да имаш? Повечко со зејтин. И за на крај, на масата не може да не забележам, има преубаво благо тука што ми фаќа окото. Од каде благото? Дали вие го направивте? Не, снаата. О, да е жива и здрава снаата. Господ здравје да даде, погодена сна. Да? Убаво благо прави? Многу. Го јадете ли? Без благо, без благо не седнуваме ние. Таа ја ни прави 30 години со нас. Кажи се, голем поздрав до сната, донесуш една тура благо. Нека донесе и поздрава сите во куќата што се. Така. Како што е сега редот, ја бите замолил да ставиме по едно парче од комадот да пробаме, затоа што јас сакам да пробам мијачки комад во Велешко. Ајде, одма сега. Ајде.
Како што може да видите, значи полека одминува денот и сето она кое што вредеше и беше убаво, беше прекрасно од село Ореше, ви го презентиравме во оваа репортажа. Сите оние работи кои што ви ги покажавме беа сместени и можете да ги видите и можете да ги видите доколку дојдете во атарот на селото. Ние моментално се наоѓаме во стариот дел, односно старите конаци на манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓие, кој што се наоѓа до 100 метри надморска висина. Единствено нешто кое што не го успеавте да го видите или не успеавме да ви го кажеме во оваа репортажа, беше дека сите 4 девојчиња се облечени во традиционални мијачки носи, кои што се препознатливи и кои што може да ги видите на галичка садба, во Галични, Гари, Тресонче, Лазарополе, исто во Смилево, исто како и тука во Папрадиште и село Ореше, каде што во моментот се наоѓаме. Тоа што е интересно за оваа носија е дека содржи 9 дела и има минтан, се разбира, помош од пријател, минтан, кошула, значи тоа е минтан, тоа е кошула, тоа е клашеник, крш шамија, има орнаменти кои што се со парички на рацете, обична шамија, има чупе, мора да го има чупето за да има кај да седи носијата и ова се автентични карактеристични делови кои што ги содржала секоја мијачка носија во овој крај и тоа е нешто што мислам дека за крај вреди да го кажеме за да го заокружиме ова како убаво патување, авантура и репортажа. Вас ви останува да не забравите на citel.com.mk и на YouTube да запишете Моје село со кирилична подршка и да го видите целиот наш труд до сега на нашата екипа, затоа што искачат сите репортажи кои што до сега сме ги направиле, па стегнете еден лайк сега, не бидете толку другарчиња. И да не забравите дека на Facebook имаме страна Моје село, дали со кирилична, дали со латинична подршка, сеедно. Таму сите вие кои што сакате да дојдеме кај вас во село и да направиме репортажа за вашето село, остават информации, име, презиме, значи кој пишува и се разбира бројче за да може да исконтактираме. До некој следно видување и некоја следна подена хубава репортажа. Јас се поздравувам, ви посакувам убав ден и од мене чао. А сега гледате ги малку девојчињата.